Благодарам, председателе. Почитувам председателя на владата, господин Никола Груевски, почитувам заменик председател на владата, господин Пешевски, почитувани министри, заменици министри, почитувани колеги пратеници. Јас на почеток би сакал да кажам дека сум девети денес поред. Претходно колешката беше пред мене, Светлана Карапетрова, меѓутоа дури четворица пратеници на СДСМ имаа право да постуваат прашања, а ние многу помалку, и тоа треба да се земе во предвид некојаш, зошто им се дава простор многу повеќе на пратениците од опозицијата да зборуваат и да постуваат прашања во однос на тоа што сме ние. Меѓутоа, затоа што сте опозиција, точно така. Така. Јас денес, благодарам, ја имам можност да постувам три пратенички прашања кои се произлегуваат од потребите и барањата на граѓаните на Република Македонија, поточно од регионот кај што идам. Првото прашање ќе биде до владата на Република Македонија, второто до Министерството за здравство и третото до Министерството за земјоделие. Бидејќи идам од Штип и во регионот таму, сакам да кажам и да споделам една ситуација, некогаш во Штип и регионот беа место во кои фабриките се затвараа. Денес сведочиме за еден обратен тренд. Од тоа време во Република Македонија останаа 200.000 невработени лица, а во Штип во тој период имаше повеќе од 12.000 лица невработени. И тука имаме обратен тренд. Во периодот од 2006-2015 година во Република Македонија има вработено повеќе од 140.000 лица, а во Штип во Агенцијата за вработување моментално има 2.000 лица кои активно бараат работа. Имаме разлика во тоа. Во овој момент Штип и регионот е претворен во едно големо градилиште. Сакам да подсетам дека еден од најголемите проекти според мене е отварање на Универзитетот Гоце Делчев, понатаму следуваат хидросистемот Злетовица, далеководот Македонија-Србија, гасоводот кој поминува во близината на Штип, се градат патишта како никогаш досега. Кадрифаково Велеш, Штип Петровец, еден модерен автопат кој ќе биде многу во корист на регионот кај што идам. А индустријската зона е шлаг на се. Веќе работат неколку фабрики, Johnson Controls, се отвори Technical Textiles, пошто се работа Актива Ванхол и се започна со изградба на најновата фабрика Кондело. Од тука е моето прво прашање до владата, кога се очекува да започне со работа фабриката Кондело, колку нови работни места се планираат да се отворат во оваа фабрика и дали имаме финансиски показатели кои ни кажуваат што ни значат тие фабрики, отварањето всушност за Штип и за целиот регион. Второто прашање кое сакам да го поставам е исто така производ на барање, на размислување од граѓани, меѓутоа и на проекција на владата на Република Македонија, која многу внимателно го развива тој регион со цел да им ги подобри условите на граѓаните во тој регион. Тоа е клиничката болница, која доби примат на регионална болница и со отварањето на клиничката на медицинскиот факултет при Универзитетот Гоце Делчев дава еден сериозен импулс за подомошен развој на болницата и регионот, меѓутоа и за помош на самите граѓани. Јас би сакал да кажам таму дека вложувањето во опрема во клиничката болница досега беше повеќе од 5-6 милиони евра. Има вработено некаде околу 150 лица, од кои 70 доктори, заедно со дополнителен технички персонал, болничари, некаде околу, реков, 150 лица. Меѓутоа, сакам да направам една споредба. СДСМ во периодот од 2002 до 2006 имаше вработено само 4 лица и 0 инвестиции во опрема. Да не зборувам сега колку е зголемена можноста за здравствени дополнителни услуги на граѓаните во Штип. Од тука произлегува и моето второ прашање до Министерството за здравство, кога се планира да се започне изградбата на клиничката болница и кои се услуги можат да ги очекуваат граѓаните од овој регион. Што се однесува до третото прашање, е од делот ресорот на земјоделие. Сведоци сме на огромни вложувања во Република Македонија и можеби еден од најважните проекти е проектот во земјоделието и средствата кои се вложуваат и ова година се некаде околу 150 милиона евра, кои се многу важни за развој на овој крај, бидејќи Македонија е земјоделска земја и им треба помош на граѓаните, оние кои се занимаваат со земјоделие.
Меѓутоа, во сето тоа, покрај ова владата планира и дополнителни инвестиции, како што слушнавме, значи за изградба на брани, повеќе брани каде што ќе има можност исто така на тоа земјоделие покрај инвестициите во делот, значи ако ги гледаме како директни средства кои стигат до граѓаните, меѓутоа како индиректни средства кои ги вложува владата на Република Македонија, исто така тука ќе помогне многу, бидејќи со добивањето на вода буквално до секој чекор, на секоја педа земја македонска, многу ќе биде поголем развојот и квалитетот и вработката и многу поголем принос ќе имаме. Од тука произлегува еден проект кој е многу пати баран, уште од југословенско време постои некој проект, меѓутоа никој пат не се најде до сега желба и можност некој тоа да го реши. Еве, наидовме на разбирање кај владата и тука имаме еден проект за изградба на браната Баргала на реката Козек во општина Карвици. Тоа е нешто што може да го препороди неверојатно овој крај и во делот кај што општина Карвици буквално е една рурална општина земјоделска, мислам дека ќе ги врати не само назад луѓето и тие што се избегани назад, туку мислам и постоечките веќе ќе даде многу поголем придонес. Во тој правец е и моето прашање, што се планира и кога се планира за изградба на ова брана. Благодарам. Господинот Трајчо Димков постави 3 пратенички прашања. Првото е до владата на Република Македонија, второто до Министерството за здравство и третото до Министерство за земјоделство, шумарство и водостопанство. Поднос на првото прашање одговорот се добиете од председател на владата на Република Македонија, господинот Груевски Никола. Повелете. Благодарам на прашањето. Прашањето беше поврзано со технолошко-индустријската развојна зона во Штип и изградбата на фабриката на Кондево од Италија. Во Штип имаме една функционална зона, која што е целосно завршена и во која што се изградија 2 фабрики. Тоа е фабриката на Johnson Controls, кој работува над 1500 лица, и фабриката на Technical Textile, кој што секојдневно го зголемува бројот на лица, статуваше со околу 200, сега веќе секојдневно го зголемува и планира да стигне некада до 1000 вработувања. Една од фабриките која што започна градба на свој капацитет во зоната е фабриката Кондево, која што ќе произведува одредени делови во индустријата за производство на бойлери и која што ќе вработува околу 600 лица. Таму работите одат со потребната динамика. Очекуваме некаде следната пролет да фабриката биде завршена, некаде во периодот мај-јуни, да биде целосно завршена и да биде пуштена во употреба, со што би започнале поголем број на вработувања и постепено се стигне до планираните минимум 600 вработувања. Инаку се работи за фабрика каде што се произведува производ кој што е на некој начин иновација во тој бизнис. Иновација е практично на собственикот на оваа фабрика, кој што е и експерт во таа технологија, која што иновација е во склад со поновите регулативи на Европската комисија, поврзани со екологијата и со енергетиката, така што неговите очекувања се дека работата ќе оди одлично, дека веќе има голем број на нарачки и дека можно е понатаму да има и проширување на овој капацитет. Тие сериозно размислуваат и за нивно проширување, но секако прво треба да се заврши оваа фабрика, да се пушти во употреба, да се донеси опремата, да се пополни со капацитетот на работници кој што е предвиден, и ако работите одат онака како што собственикот очекува и има замислено, можно е да има проширување на овој капацитет. Покрај овие, за зоната во Штип има заинтересирани и на други компании од различни делови во светот, но за тоа ќе информираме тогаш кога ќе имаме согласност со тие компании, односно кога тие ќе донесат одлука и ќе решат самите да ја објават. Како и да е, работите тргнаа во еден добар правец и со изградбата на технолошко-индустријската зона, но и со изградба на капацитети што се надвор зоната. Да речеме, таму се изградби компанијата Актива, домашен инвеститор кој што работи за странски инвеститор во Македонија. Со други зборови, доаѓањето на странскиот инвеститор Ванко, производителот на делови за производителот на автобуси, кој што главно ги извезува во Америка, предизвика потреба
од и можност за негови добавувачи од било каде, вклучително и од Република Македонија, така што компанијата актива тоа го искористи, изгради свој капацитет, чинам за околу 300 лица и веќе почна да работи и да го снабдува ВанХО во набавката на одредени делови во неговото производство. Ете, тоа е токму она кое што често го говориме за индиректните вработувања. Значи, самиот ВанХО со своите директни вработувања беше од голема полза со неговото доаѓање и се вработија бројот на вработени што беше предвиден, но никој не ги сметаше оние индиректни вработувања кои што доаѓаат со доаѓањето на една ваква инвестиција. Некогаш тие индиректни вработувања се поврзани со нормалното функционирање на капацитетот, како што е снабдување со храна или снабдување со одредени други работи кои што се во секојдневна употреба на работниците или на фабриката, но некогаш се и со вакви капацитети кои што стануваат нивни снабдувачи за делови кои што се важни за нивното производство. Така што привлекувањето, успевањето да се привлечи белгискиот производител на автобуси ВанХО да дојде во Република Македонија, овозможи да се отвори уште една фабрика која ќе ги снабдува нив со резервни делови и таа фабрика е стационирана во Штип во близина на технолошко-индустријската развојна зона. Такви иницијативи има многу. Ние очекуваме само во оваа година пласманот на домашни фирми, нивната продажба на странски фирми кои што инвестирале во Македонија, отвориле компании во Македонија, да биде некаде помеѓу 45 и 50 милиони евра. Тоа е сериозен износ, кој што никогаш немаше да биде реализиран доколку не беа донесени крупните мултинационални компании кои што владата успеа да ги привлече, создавајќи добра бизнис клима, создавајќи добри услови за водење бизнис, ниски даноци, ниски трошоци, целокупната атмосфера создадена преку договорите за слободна трговија, преку добро едуцираната работна сила. Штип е и место каде што се изгради, односно се основаше Универзитетот Гоце Делчев, кој што за жал, додека ние бевме во опозиција, во неколку наврати се обидувавме да го убедиме мнозинството, тогаш СДСМ, да прифати закон за основање на Универзитет Гоце Делчев. За жал тоа ни беше одбиено во парламентот. Подоцна со доаѓањето во владата успеавме тоа да го завршиме веднаш уште во првата година и сега тоа дава една препорака за идните инвеститори кои што се заинтересирани да имаат да имаат кадри кои што се со повисоки стручности, со повисоки експертизи. Токму неодамна кај мене беше една компанија која што е заинтересирана токму заради постоењето на универзитетот таму во Штип да отвори своја компанија. А вклучително би кажал и компанијата Кондело, за која што ми беше поставено прашањето. Јас кога бев на церемонијата на почеток на градба на оваа фабрика пред неколку месеци, разговарал со собствениците, тоа станува збор за семеен бизнис, кои што ми кажаа дека еден од клучните параметри за отварањето на оваа фабрика, односно за локацијата која што одбрале, е токму Универзитетот Гоце Делчев, со кој што сакаат да воспостават соработка на научно поле за понатамошни развој на понатамошни иновации. Затоа што, како што кажа пред малку, оваа фабрика почива на нов иновативен дел во индустријата за производство на бойлери и тие сакаат понатаму да продолжат со иновациите во таа технологија. За таква цел им е исклучително значено да имаат локација на фабриката во чија ближина има универзитет, во чија близина има експерти, професори, високообразовани кадри, лаборатории, како што се набавија огромен број на лаборатории. Тие ми кажаа дека веќе ги посетиле Универзитетот Гоце Делчев, разговарале со компетентните луѓе на овој универзитет и дошле до заклучок дека станува збор за извонредна можност за понатамошна соработка токму со овој универзитет и тоа им влијаело на одлуката да локацијата изберат токму во Штип. Така што една со друга работи се поврзани. Основањето на универзитетот, основањето на технолошко-индустријската развојна зона во Штип се работи кои што се надополнуваат, затоа што едното на другото е потребно.
овој конкретен пример со компанијата Кондево од Италија, која што дојде благодарение на напорите на владата и посебно на министерот задолжен за привлекување инвестиции Джери Наумов, кој што компанијата ја сретна на едно од неговите роудшоа во Италија и така дојде во прв контакт со нив, па потоа во понатамошни разговори за да ги убеди да дојдат во Македонија, да ги разгледаат можностите, па дури на крајот нели да донесат одлука за инвестирање. Сите овие работи имаат своја посебна поврзаност, сите се значени и образованието, и универзитетот, и слободната економска зона, инфраструктурата која што има во неа. Сега е во тек изградбата на гасоводот од Куманово кон Штип, што ќе ги зајакне капацитетите на Штипската технолошко-индустријска развојна зона и воопшто на сите индустријски капацитети во градот Штип, односно во околината на градот Штип, кои што во иднина ќе може да користат енергија од газ, која што ќе им биде и поевтина. Така што работите се доста поврзани и она што ме радува е што работите во овој град одат во добра насока. Бројот на невработени луѓе во Штип опаѓа и тоа е она што практично ние го посакуваме. Има статистика која што покажува сериозно намалување на невработеноста од 2006 година до денес, тренд кој што главно се базира на основањето на университетот, на технолошката индустријска развојна зона, на новите компании кои што таму се отворија и во зоната, и надвор од зоната, и на сите други активности што владата во овој период ги правеше за да помогне на овој дел од државата. Благодарам. Благодарам. Дали пратеникот е задоволен од одговорот, дали сака да постои дополнително пратеничко прашање? Има збор пратеникот Трајчо Димко, повелете. Благодарам, председателе. Задоволен сум од прашањето, но ќе поставам уште едно дополнително прашање. Се работи за следното. Значи, денес неколку од колегите зборува за економијата, за индустријските зони. Ме радува што покрај политичкиот дел во Македонија, еве ни пратенички прашања, веќе од тројца од колегите слушам за индустријската зона, за интересот. Зборуваше и колешката Карапетрова за нејзиниот регион, зборува и други за сите тие каде што и Охридската, Струшката индустријска зона. Значи, тоа е концептот, е идејата. Значи, економијата, индустријата, единствено така можеме да одиме напред. И ме радува што тоа се случува, меѓутоа, бидејќи сум од Штип и Штипскиот регион, би сакал и тука да се фокусирам. Значи, да не се повторам, меѓутоа, автопатот толку близко ќе не доведе до Скопје и обратно, што јас сметам дека за скоро време ќе почнат веќе луѓето од Скопје, од другите региони, од Куманово, веќе да идат и тука да барат помош и за вработување, меѓутоа и за едукација и така натака. Гледајќи сето тоа како плански се планира, мислам дека во едно догледно време, за кратко време, и како ќе даде резултат. И даде резултати. Ако имавме 12.000 невработени 2006 година, а сега имаме 2000 активни баратели, еден показател многу јак, а претходно некој од колегите од СДСМ не обвинува не само за универзитетот дека нема да го дадат, дека индустријската зона била некоја силивада таму. Срамота. Значи, тоа луѓе од Штип прво не гласаа за универзитетот, беа против индустријската зона и денес, бидејќи не беа тука, не гласа за клиничката болница, а некој обвинува дека има проблем во здравството, а кога беше заемот од Светска банка и се побара да се гради болница, која ите како не е потребна, тие луѓе ги немаше. И сега одеднаш тие се душегрижници и тие барат нешто. Јас си во тој правец. Благодарам, можам само една благодарност да искажам за се што се прави, бидејќи го очекував тоа од колегите од СДСМ, да дојдат и да кажат на владата еднаш барем благодарам. Таму живееме, во Штип растат нашите деца и нивните деца растат. Таму ќе учат, таму ќе се воспитуваат. Меѓутоа, жалам што нема доблест еднаш тоа да го направат. Јас би сакал во интерес на времето, бидејќи е фокусот на владата и мој интерес и на сите нас, дали, бидејќи не е само индустријската зона во Штип, имаме во Виница, имаме во Кочини, имаме и на други места, што се планира во тој регион, меѓутоа, по-конкретно и во цела Македонија, што се планира во тој дел, бидејќи фокусот гледаме дека имаме многу посети на нашата влада по други држави со намера да привлечат инвестиции и до каде всушност оди целиот тој проект, би рекол проектот за Македонија. Благодарам. Благодарам. Пратеникот е задоволен од одговорот, но има дополнително пратеничко прашање. Одговор на дополнителното пратеничко прашање ќе добиете од Груевски Никола, председател на владата на Република Македонија. Повелете. Благодарам. Благодарам на дополнителното прашање.
на почитуваниот пратеник. Се согласувам со него дека покрај отварањето на технолошко-индустријската развојна зона, носењето на нови капацитети, нови фабрики таму, кои што се изградија, дел се градат, вработувањата во нив, покрај основањето на Универзитетот Гоце Делчев во Штип, кој што прерасна во огромен универзитет со огромни можности и многу дадени шанси за младите од цела Источна Македонија, па би рекол и пошироко. А еве во последно време почна да гради и соработка на меѓународно ниво, како што е отварањето на Филмската академија заедно со факултетот ФАМУ од Прага, од Чешка, кој што е еден од најпознатите во Европа во делот на филмската индустрија. Покрај овие две работи, значи технолошките индустријски развојни зони и универзитетот, се согласувам дека автопатот е една крупна работа која што ќе помогне не само за Штип и за Свети Николе, туку и за цела Источна Македонија. Таму работите одат во добра насока, градбата тече согласно предвидената динамика, нема застои, нема задоснувања. Предвидено беше да заврши во период од 3 години, јас верувам дека така и ќе биде. Веќе извесен период се гради и се надевам дека некаде за отприлика околу 2 години од сега ќе биде завршен, пуштен во употреба и на тој начин од главниот град на државата до Штип ќе се стигнува за околу 30-35 минути, што е време кое што многу често граѓани на главниот град на Скопје патуваат од еден до друг крај на Скопје кога има гужва во часовите кога се оди или се враќа од работа. Така што сакам да речам дека тоа не е време кое што ќе ги спречи многумина да често патуваат заради работа или заради било што друго. Држи и фактот кој што беше укажан дека намалувањето на бројот на невработени, како што кажа пратеникот, од 12.000 на 2.000 активни баратели на работа сега во овој период во Штип, укажува дека не се исклучува можноста во иднина да дојде до недостаток на работна сила во овој град и во околината. Тоа на некој начин ќе бидат сватки маки да се обезбеди работна сила, но еве да дојдеме до тоа, да продолжиме со ова темпо што сега го имаме пред нас. Зоната во Штип не е шанса и можност само за луѓето што живеат во Штип. Таа е шанса и можност и за луѓето што живеат во Карбинци, што живеат во Лозово, па дури и оние што живеат во можеби во Радовиш или во Чешиново, Блешево или во други околни населени места. С обзир дека Штип е центарот на Источна Македонија, кон него гравитираат граѓани од многу општини и не случајно во зоната во Штип, во технолошко-индустријската развојна зона, во слободната економска зона, во компаниите Johnson Controls и во Technical Textile и во други капацитети што се во градот или околу градот, доаѓаат веќе вработени од други градови. Доаѓаат од Чешиново, Блешево, доаѓаат од Кочани, доаѓаат од Лозово, од Карбинци, дури од Велес, заради недостаток на соодветен кадар кој што им е потребен за одредени намени на компаниите кои што таму отвараат своји капацитети. Тоа сигурно ќе ги охрабри младите луѓе повеќе да одат на високо образование, затоа што имаат веќе и видливи шанси пред нив, дека по завршувањето на високото образование и остручувањето кое што ќе го имаат низ тој процес, нивниот труд ќе биде валоризиран со отворање на работни места. Се согласувам и дека и во други делови на Источна Македонија работите се движат во добра насока. Да речеме, неодамна бев во Виница и посетив неколку капацитети. Еден од нив е виничанка која што произведува различни производи од прехранбената индустрија, извезува во огромен број на држави, има експанзија и планира дополнителна експанзија сега со новата опрема што ја набави. Таму се продадоа сите локации во индустријската зона која што беше отворена пред неколку години. Некои од нив веќе се изградија, некои се во тек на градба, некои ќе бидат започнати наскоро со градба и веќе во Виница процентот на невработеност се паднат на помалку од 8%, што е еден од подобрите
подобрите региони во делот на невработеноста. Таму веќе доста луѓе доаѓаат од Кочани, доаѓаат од дури од Берово, Пехчево и така натаму, луѓе кои што се невработени. Она што дава надеж за тој регион е намерите на компанијата Амфенол да ги откупи сите локации во технолошко-индустријската развојна зона во Виница Кочани и да изгради неколку своји капацитети, односно неколку нивни дивизии да се стационираат во таа зона, зашто начално имаме добиено позитивен фидбек од нивна страна, но очекуваме тие да ги завршат нивните процедури во нивната компанија и потоа да и официјално сето тоа се процесуира. Во однос на Штип, освен технолошката индустријска развојна зона и Универзитетот Гоце Делчев, како и градбата на автопатот, од исклучително значење и скорешното почнување на градбата на новата клиничка болница, за која што работите за подготовка се во завршна фаза и очекуваме некаде ноември-декември да започне градбата. А исто така да не заборавиме дека во договорот со компанијата ТАФ предвидено е некаде во 2020, ако не се лажам, да заврши 10 годишниот период, после кој што тие се обврзани да започнат и со градба на аеродромот во близина на Штип, односно помеѓу Штип и Свети Николе, кој што се предвидува на почеток да биде карго аеродром, но секако ќе даде дополнителна вредност на многу нешта што се наоѓаат во тој регион. Она што исто така значено за Штип и околината и за целиот овој дел е земјоделието. Таму владата има инвестирано доста средства, огромни субвенции се даваат и многу луѓе од овој крај живеат од тоа, обстојуваат од тоа, дури и вработуваат други луѓе во нивните помали фирми и помали компании. Инаку, работите со привлекување на странски инвеститори одат во добра насока. Ние очекуваме многу брзо да се официализира одлуката на една крупна компанија, мултинационална компанија, која што ни најави дека веќе донела одлука за градба на своја фабрика за 1500 вработени во Струмица, во технолошко-индустријската развојна зона, и тие веројатно ќе започнат брзо во браунфилд инвестиција, значи во некоја постојачка хала, а потоа ќе продолжат во ново изградена фабрика Гринфилд во Струмичката технолошка индустријска зона која што ја гради владата. Постојат и други вакви компании, предмалку кажав за Костал, кој што очекувам во наредните неколку недели да го потпише договорот со владата. И други компании со кои што разговараме. Само вчера, да речеме, во мојата канцеларија дојдоа две крупни компании, едната од Германија, едната од Индија, кои што планираат своји капацитети во Република Македонија. Денеска на паузата се сретнав со една друга финансиска компанија која што покажа голем интерес за инвестирање во Македонија. Така што нашите капацитети, онака како што се поставени, даваат сериозни резултати. Поставени сме на начин што имаме значителен број на промотори, значителен број на луѓе кои што во владата или владините институции се посветени на оваа работа и резултатите доаѓаат. Освен во внатрешноста, очекуваме добри вести и во Скопје за отворање на нови капацитети. Очекуваме тоа да биде објавено во наредните недели за уште една инвестиција која што би вработила дополнителни 500 луѓе, а потоа и уште една друга веројатно од истата компанија со дополнителни 1000 луѓе во зоните во технолошко-индустријската развојна зона во Скопје. Постојат уште многу други работи. Нашиот тим за инвестиции е континуирано посветен на анимирање, убедување на странските компании да дојдат да инвестираат во Македонија. Радува тоа што многу од нив, освен што изградиле една, градат и втора компанија, втора фабрика. Такви се Технокозе, такви се Джонсон Контролс, такви се Джонсон Мети и повеќе други кои што задоволни од она што го видува во Република Македонија инвестираат. Некои од нив веќе купија и дополнителни земјишта, да речеме германската Марка, која што отвори фабрика во Велес пред неколку недели, купи локација многу поголема од сегашната каде што и се наоѓа ново отворената фабрика, затоа што планира експанзија, проширување на нивните капацитети, а тоа ќе значи нови работни места во тој дел на државата.
Благодарам, истече времето. Имав уште неколку значени работи, но во некоја друга прилика. Благодарам, почитувам председателе. Благодарам на почитуваниот пратеник за поставеното прашање. Прашањето беше во врска со информација во врска со прогресот за градењето на клиничката болница во Штип. Значи, колку што знаете, станува збор за објект кој ќе опфати површина од 34.000 метри квадратни бруто. Станува збор за изградба на нова современа клиничка болница, која што сметаме дека значително ќе го подигне стандардот како на здравствената инфраструктура, но така и ќе го подигне како квалитетот, така и квантитетот на здравствените услуги. Тендерот за градба е објавен, значи во тека евалуација на понудите. По отварањето на понудите, вкупно 5 понуди се квалификувани за понатамошна евалуација. Рокот за отпочнување на градежните работи доколку се како што по предвиденото доколку оди се планира да почне да се воведе во градба, односно да почне со градба клиничката болница во Штип до крајот на декември месец. Што се однесува до набавката на опрема во болницата, можем да кажем дека во изминатиот период Министерството за здравство обезбеди над 4, околу 5 милиони евра, кои беа искористени за набавка стриктно за нова опрема, односно апарати за клиничката болница во Штип. Станува збор за апарат за компјутерска томографија, апарат за магнетна резонанса, ангиограф, како и нова опрема за офталмолошкото оделение. Исто така сакам да ве информирам дека во теке, односно набавени се 2 нови линеарни акцелератори, како за клиничката болница во Битола, така и за клиничката болница во Штип. Исто спроведена е обука на кадарот кој што ќе може да ракува со нив и во завршна фаза е изградбата на бункерите. Ова би значило дека во иднина кога ќе биде пуштен акцелераторот со работа, пациентите кои што ги користат овие услуги нема више да имаат да потреба да патуваат во Скопје, туку во својот место во Штип ќе можат да ги добиваат здравствените онколошки услуги. Понатаму, кога станува збор за вработувањето на здравствениот персонал, можем да кажем дека само со трансформацијата беа опфатени вкупно 53 лица. Потоа исто така превземавме од приватно во јавно здравство 6 доктори специјалисти, и тоа интернист, невролог, патолог, педијатар, онколог и хирург. Исто така, што е доста значено, од клиничката болница во Штип испративме 4 доктори на специализација во Загреб, и тоа за физикална медицина, кардиохирургија и 2 во областа на гинекологија. Исто така, поради зголемиот обем на давање на здравствени услуги, од неодамна го зголемивме и бројот на отворени амбуланти за по една дополнителна, како на ортопедија, така на урологија, така и на офталмологија. Ви благодарам за... Благодарам. Дали пратеникот е задоволен од одговорот, односно дали сака да постои дополнително пратеничко прашање? Има збор пратеникот Рајчо Димко. Поведете. Благодарам, председателе. Почитуван заменик министер, задоволен сум од одговорот. Ќе поставам уште кратко да објаснувам, ќе барам од вас за одредени работи, значи дополнително прашање. Тоа би сакал да кажем една работа. Кога некој е болен или има одредена болест, значи и најголемите апарати, и најсовршените апарати, и не знам каква нега, некојаш не може да помогне. Тоа е многу осетлива тема. Јас упатувам еден апел до сите нас да не ги користиме трагедиите на одредени фамилии за дневно политички поени. Значи немој да мислите дека со тоа што се случила некоја трагедија крив е некој друг. Значи не е фер. Значи вие не смеете, значи жалосно е да вие кажувате и во името на некоја судбина, на некоја трагедија, на некој што му се случило нешто. А може би се потрошиле толку средства, имаме апарати. Имаме состојби кога не знам во најсовршените општества и во Америка и не знам каде што едноставно не може да му се помогне на човек. И жално е тоа што се прави. Меѓутоа во тој дел Македонија од 2006 година, јас не велам дека и преткано немало. Господин Рајчо Димко, поставете го дополнителното пратеничко. Да, благодарам. Значи, бидејќи сакав да кажам дека и до 2006, нели? Не, во ред така. Да не ги напаѓаме само дека излегува дека само дека и тие сработиле нешто, така. Дека ама ако има нека основа да речеме да почнеме ние од 50% до 100% ќе беше друга, ама се да почнеш од 0 до натаму,
Значи пак треба време да помине. Не ги тоа. Повелете, господин Тренчев. Значи се работи за следното. Значи вложувањето. Се сеќавате пред 5-6 години вложувањето некаде во здравството беа фантастични рекордни 100 милиона евра. Сакам малку да ги подсетите граѓаните што се ние во тој период добивме, меѓутоа конкретното прашање, и вие го допревте претходно, а тоа е следното. Што прави владата покрај другото? Значи, објект се гради, болницата ќе се гради во Штип, клиничка болница во Скопје, ќе се реновира во Прилеп и така натаму. Што правите во делот на обуката? Бидејќи нема да ни врши работа ништо доколку ние немаме квалитетен кадар кој ќе треба да се прави обука. Што значи со специализациите, докаде се специализациите, што се планира за тој кадар да биде квалитетен. Ке ве молам, значи во интерес на јавноста, меѓутоа и на моите штипјани, бидејќи го барат од мене, а имаме и пријатели доктори кои ги интересира што понатаму, ве молам тука еден краток одговор што понатаму во однос на, да речеме, на обуката на тие доктори, бидејќи без нив нема да може. Ние ќе ги донесеме апаратите, ги донесеме. 100 милиона евра само во апарати беа. И болници ќе се прават и се, меѓутоа ќе мора некој да работи со нив. Ке ве молам во тој дел да ми одговорите. Пратеникот е задоволен од одговорот, но има дополнително пратеничко прашање. Одговор ќе добиете од заменикот министер за здравство. Повелете. Благодарам. Благодарам на дополнителното прашање. Кога станува збор за обугите, ние континуирано го зајакруваме кадарот. Значи само со новиот оглас од медицинскиот факултет во Скопје се офатени вкупно 308 оваа година специализации и 75 субспециализации кои што се више распределени на јавните здравствени установи, во кои што нели тие ги со одредена процедура ги даваат на општите лекари за да можат понатаму да одат на специализација. Кога се однесува на дообуката на више готовите специјалисти, само сакам да ви кажам дека со законот нели за здравствена заштита кој што го изгласавме пред некој време, до лани беа до минимум 500 здравствени работници да одат на обука. Оваа година, од оваа година, значи, таа бројка е дупло зголемена, значи станува збор за минимум 1000 здравствени работници кои што ќе мора да бидат испратени на трошок на Министерството за здравство за одредени готови специјалисти да одат на дообука за одредена, за да научат или да придонесат во својата јавна здравствена установа за воспоставување на некоја нова здравствена метода, односно уведување на нова здравствена услуга секој во својата здравствена установа. Само во месец октомври, значи овој месец се вкупно 115 здравствени работници упатени на едукација и тоа во реномирани медицински центри во странство. Ќе набројам неколку. Во Турција имаме 32 испратени, во Србија 2, во Бугарија 36, во Хрватска имаме 20, во Словенија имаме 41, потоа во Шпанија имаме 1, во Соединетите американски држави исто така имаме испратено. Значи, секој месец ние правиме одреден план во договор со оние доктори специјалисти кои што изразиле желба за додатна обука и доколку таа обука е оправдана, односно тоа барање е оправдано и доколку по неговото враќање произлезе воведување на некоја нова метода или нова здравствена услуга, ние сето тоа го овозможуваме на специјалистот, односно на лекарот, без разлика дали он ќе најде установата каде што ќе сака да заврши таа дообука или пак ние му понудуваме одреден број на болници во кои што тој може да одбере да оди на доедукација, со што основниот услов е само да донесе, односно да кога ќе се врати во својата јавна здравствена установа да може да ги дообучи своите колеги, да им покаже на своите колеги и да може да воведе нова здравствена услуга, односно нова здравствена метода. Благодарам. Благодарам. Трето прашање упатено до министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство. Одговорот се добиете од министер. Повелете, министер. Благодарам, председателе. Одговарам на пратеникот за поставеното прашање. Само би кажал дека доколку сакаме да имаме одржливо земјоделско производство, кое ќе биде конкурентно како на домашниот пазар, така и на странските пазари, пред се основен услов е да имаме квалитетно земјоделско земјиште. Но секако дека и доколку имаме квалитетно земјоделско земјиште, но немаме современи системи за наводнување, односно на насадите да им донесеме вода во онова време кога е за тоа потребно, секако дека не можеме да успееме во ова одржливо земјоделско производство. Така да, имајќи и во пред се климатските промени, кои што во
последните децении, а и она сите студии што кажуваат дека во наредните децении, односно до 50-та година, практично во Македонија некаде за 2 степени ќе се зголеми просечната температура, односно со ова зголемување температурата се предвидува дека ќе има доста големи сушни летни периоди. Согласно тоа, неопходно е да ги преземеме сите мерки како држава, да обезбедиме системи за наводнување, односно да ги искористиме сите води со кои што располагаме во Република Македонија со зафаќање на овие води преку брани, како поголеми, така средни и мали. И секако изградба на нови системи за наводнување и секако рехабилитација на постоечките системи за наводнување. Во тој правец, владата на Република Македонија изготви 10-годишна програма од 2015-2025 година за рехабилитација на постоечките системи за наводнување и изградба на нови системи за наводнување. Односно, планираме секоја година по 20 милиона евра да инвестираме во овие инфраструктурни објекти. Така, во тој правец, јас би ги сега, имајќи во предвид дека е веќе трпението на пратениците при крај, само би кажал се она што ние поголеми објекти планираме како влада, односно преку Министерството за земјоделие да ги реализираме. Најпрво би кажал дека браната Коњско, која што со децении се планираше да се изгради, конечно, јас еве да кажам на јавноста дека вчера го потпишав договорот со турската фирма која што на електронско надавање ја доби изградбата нова брана и очекуваме дека со добивање на градежната дозвола при крајот на ова година да се отпочнат работите за изградба на ова брана. Секако знаете дека ова брана се наоѓа во Гевгелиско, каде што имаме интензивно градинарско земјоделско производство, каде што имаме изградено повеќе системи за наводнување, кои системи за наводнување користат вода од реката Вардар преку бунари, односно преку пумпање со трошење на електрична енергија, така да со реализација на оваа брана, практично по природен пат, сите овие системи ќе бидат, односно земјоделски површини ќе бидат снабдувани со чиста вода. Значи, покрај тоа што ова вода од браната ќе се користи за наводнување на земјоделските површини, секако ќе се користи за вода за пиење во Гевгелија и околните населени места. Секако дека поголема брана која што планираме да ја градиме, тоа е браната Речани на Оризарска река. Тендерот е готов, пратен е до Советот за јавни набавки на одобрување. Се надеваме дека за неколку дена ќе биде одобрено да го објавиме тендерот, така да се надевам дека до крајот на годината ќе извршиме избор и на изведувач на работите за браната Речани. Брана Речани ќе се користи за снабдување на вода со пиење на градот Виница и околните населени места и секако за наводнување на околу 3000 хектари земјоделски површини со најсовремени системи за наводнување капка по капка и распрашување. Значи, сакам да кажам дека она што реков во врска со климатските промени, кои што сите студии укажуваат на тоа дека ќе имаме големи суши, практично идејата не е да сите води кои што располагаме во Република Македонија ги зафатиме и секако знаеме дека со едно имаме овие климатски промени допринесуваат и за неконтролирани врнежи, односно до поплави кои што сме сведоци во изминатите години. Практично со изградба на овие брани ќе ги ублажиме и овие поплави. Еве тука од браните што беше конкретното прашање на почитуваниот пратеник, тоа е браната Бергала на Козјачка река, која што е изготвени со проекти, како што рече пратеникот, во бивша Југославија. Ние како министерство решивме да и ова брана ја внесеме во програмата, во ова 10-годишна програма, односно да оваа година, односно едната година ги изработиме проектите, така да проектите кои што биле изработени 90-те години, ние ги земавме, ги дадовме на консултантски куќи на разгледување, дали се тие може истите да ги преработиме или доколку се застарени да изготвиме нови проекти на Козјачка брана. Со реализација на оваа брана
се планираат да се наводнуваат околу 3000 хектари земјоделско обработливо земјиште, со, како што реков, со најсовремени системи капка по капка, односно со распрскувачи. Исто така, браните кои што 2013 година со поплавите беа оштетени, тоа е браната Пишица и браната Слатина од Дебрца. Исто така изготвуваме тендерска документација за браната Пишица, веќе е изготвена тендерска, изведувач на работите е изаберен и таа е веќе отпочнато да се санира, додека за Слатино се подготвуваат проекти за нејзина санација. Исто така, покрај овие брани, планираме да изградиме повеќе системи за наводнување. Пред се сакам да кажем дека системот за наводнување Равен Речица, кој што ќе зафаќа вода практично од изворот на Вардар, а се ќе оди до речица Тетово, каде што се планира да се наводнуваат околу 4000 хектари земјоделско земјиште. Тендерот е спремен. Од Советот за јавни набавки имаме одобрување да можеме да го распишеме и идните денови истиот ќе биде распишан за избор на изведувач на работите. Самиот проект е некаде се проценува на 15 милиона евра. Исто така, поголем проект кој што планираме да го реализираме во наредниот период, а тоа е системите за наводнување Злетовица, фаза 2. Знаете дека фаза 1 е веќе завршена, односно направена е браната, и системите за доводна вода за пиење до околу за 100.000 граѓани во источниот дел на Република Македонија. Со фаза 2 се планираат да се наводнуваат 4.500 хектари земјоделски површини и секако фаза 3, каде што планираме да изградиме хидроцентрали за производство на електрична енергија. Исто така, тука сакам да нагласам дека во програмата 2015-2025 година е влезена и системите за наводнување Лисиче, односно изградба на Лисиче фаза 2, а тоа е наводнување на 4000 хектари на левата страна на Вардар, и секако Лисиче фаза 3, каде се исто така предвидува изградба на хидроцентрали за производство на електрична енергија. Во оваа прилика сакам да кажам дека исто така веќе 3-4 дена е распишан тендерот за избор на изведувач на работите за реализација на Јужна Вардарска долина фаза 2, каде што во населените места Удово, Јосифово и Перава ќе се изгради современ систем за наводнување на 2000 хектари површина. Исто така предвидуваме за фаќање на вода, на изградба на мали брани, односно на зафаќање на вода на Суводолици, кои што преку во есенскиот, зимниот и пролетниот дел временски период ќе се полнат, а ќе се користат истите во летните периоди кога е највеќе потребна водата. За овој проект имаме обезбедено 2000 евра од ИПА-1 програмата, каде што планираме за почеток да изготвиме 20 проекти за вакви мали брани, а додека со ИПА-2 програмата имаме обезбедено 46 милиона евра и од овие средства планираме да ги изградиме овие брани, каде што сека оваа мала брана практично треба да наводнува, да се изградат современи системи за наводнување од 100 до 300 хектари. Така да, како што гледате, имаме една сериозна програма за изградба на овие системи за наводнување и очекуваме дека во наредниот период истите овие ќе бидат реализирани. Благодарам. Благодарам и јас. Дали пратеникот е задоволен од одговорот, односно дали сака да постои дополнително пратеничко прашање? Има збор пратеникот Рајчо Димков. Волете. Благодарам, председателе. Благодарам, почитуван министер. Задоволен сум од прашањето. Доста беше iscrpно, меѓутоа би сакал уште нешто да ве прашам. Во период сме кога поминовме некни на амандманска расправа во однос на буџетот и тука ќе биде моето прашање, но во однос на вложувањата за наредната година. Меѓутоа би сакал да кажам ова што го спомнувате и овој 10-годишен план. Всушност и досегашното вложување во земјоделието е револуција, своевидна револуција во земјоделието. Ова што се направи
ако ги споредбено поставиме работите со 5 милиона евра субвенции за цела година, во некој изминат период, да не спомнувам да не се навреди некој, значи, и со ова што се вложило се, доколку беше такво вложувањето досега, Македонија ќе беше сосем поразлична. Се согласувам дека единствен начин на гарантирано изголемено производство е сигурното наводнување. Значи, ние гледаме дека владата, државата вложува, сериозно се има напатено во тој дел да помогне. Меѓутоа, еден од проблемите е гарантираното производство, односно, често пати дел од нашите земеделски посеви немат, да речеме, чекаме да падне дожд, па да видиме дали ќе имаме производство или не. Меѓутоа, на овој начин, со една долгорочна политика, мислам дека ќе има успех. Меѓутоа, јас би сакал, бидејќи тоа е некое свршено минато време, некој ќе рече зошто да се враќаме назад. Еве, уште еднаш ќе ве замолам. Ви благодарам на ова што го кажавте. Гледам дека сериозно е намерата на Македонија, буквално на целата територија на Република Македонија, да се опфатат огромен број на реки, да се скротат и едноставно да се усмерат водите позитивно да се користат. Меѓутоа, вие што планирате, еве, реков, ја поминавме маманската расправа, од понеделник ќе почнеме со расправата за буџетот, што Министерството за земјоделие планира за наредната 2016 година, со што може да ги израдува и што може да очекуваат земјоделците, бидејќи барањето не е само мое, ова го добивам како барање и прашање од огромниот број на земјоделци, кои ние го правиме со посета на населени места, секојдневно и со посети на нашите пратенички канцеларии, каде што луѓето бараат да им кажеме што понатаму планираат, бидејќи има потреба да се вложува тука нема да застани ова работа и треба да се надградува. И тоа е континуитет. И овој буџет што го имаме ние е континуитет на сите проекти понатаму. Значи, владата не размислува од денес зутре. Тука е една долгорочна политика која единствено може да ја врати Македонија таму кај што треба. Еве, уште еднаш, докаде и какво е размислувањето за наредната година? Благодарам. Благодарам. Пратеникот е задоволен од одговорот и има дополнително пратеничко прашање до министер за земјоделство, шумарство и водостопанство. Одговорите да видите од министерот. Повелете. Благодарам, председателе, благодарам, пратениче. Па вака, што планираме ние ко министерство, односно ко влада, да направиме во идната година? Основно, ови што го кажете, имаме предложено да за субвенции и програма за руралниот развој издвоиме 150 милиона евра. Се слагам со вас, односно и сите ние треба се сложиме дека без субвенции во земјоделието, практично земјоделие нема да постои. Ова не важи само за Република Македонија. Ова важи за сите земјоделски стопанства. Оние земјоделски стопанства кои што највеќе имаат субвенции од државата, секако дека тие се и најконкурентни. Во тој правец и ние ова го правиме, односно вложуваме, еве, за едната година предвидуваме 150 милиона евра да дадеме субвенции за земјоделците. И секако, оно што ме вие прашавте, што е она ние како министерство што го планираме за да направиме едно земјоделство, како што реков, да биде одржливо. А тоа е да ние се уверивме дека нашите земјоделци се вредни и дека тие се способни да произведуваат, но секако дека најголем проблем да го пласираат земјоделското производство и секако истото да го наплатат. За да тоа можеме да го направиме, мораме да и помогнеме на земјоделците во сертифициран семенски материјал. Земјоделците мора да употребуваат сертифициран семенски материјал за да добијат квалитетно производство, да добијат квантитет, за да можат да бидат конкурентни. И исто така, градинарското земјоделско производство, кое што знаеме дека нашите земјоделци традиционално имаат сознанија, можности да произведуваат земјоделски производи, но секако дека и тука треба да помогнеме да имаат сертифициран расад, каде што земјоделецот ќе биде сигурен дека тоа што ќе го заседи, ќе знае што ќе добие. Така да сакаме да информираме и земјоделците и јавноста дека веќе имаме распишан оглас за изградба на 2 расадника за сертифициран градинарски расад, кое што секои, тоа се страни инвеститори кои што исклучиво се бават со производство од оваа дејност, планираат да вложат 7 милиона евра и да годишно во временски период од 3 години произведуваат 50 милиони сертифициран градинарски расад. Исто така сакам да кажам дека ние како Министерство за земјоделие, како влада, даваме 5 денара по коренче од оваков еден сертифициран градинарски расад. Така да,
Исто така, имаме голема заинтересираност на страни компании за отварање на откупно-дистрибутивни центри, кои што земјоделските производи кои што ние ќе произведуваме тука, ќе можеме да ги пласираме на странските пазари. Така да еве тоа е накратко оно што го ние планираме како Министерство за земјоделие во идната година, а секако ќе продолжиме во наредните години. Благодарам.